Секогаш кога се зборува за метропола, едно од поглавните прашања е хигиената во градот. Како ја оценувате вие како директорка на јавното предпријатие Комунална хигиена, токму хигиената во градот Скопје? Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје е едно од најголемите предпријатија во градот, чинам дека е второ по големина. Како по бројот на вработените лица во предпријатието, така и според неговиот обем на работа. Се разбира дека ова предпријатие обавува исклучително специфична дејност. Најчесто зборуваа дека ова предпријатие обавува највалканата дејност од сите јавни предпријатија. Меѓутоа, јас откако сум назначена за директор, слободно можам да констатирам дека ние обавуваме исклучително хумана дејност. Зошто? Затоа што се трудиме и се грижиме за јавното здравје на граѓаните, а исто така и за заштитата на животната средина. Нашето предпријатие работи интензивно, без никаков застој, значи активни сме 7 дена во неделата работиме, без никаква пауза, 24 часа. Работиме во 3 смени, прва, втора и трета смена, и она што е наша најголема заложба е да го исчистиме градот од смет. Кога се зборува за сметот или за отпадот кој што се генерира во градот, тој е од најразличен тип и од најразличен карактер. Најчесто зборуваме за отпад од пластика, од стакло, потоа различен вид на шут кој што се создава при градежните активности. Знаете дека градот интензивно се шири во последниве неколку, да речеме 20-30 на години. Потоа се создава отпад најмногу од мебел. Тоа е оној, ние што го нарекуваме кабаст тип на отпад, и на таков начин се создаваат мини депони кои што навистина ја грдеат сликата на нашиот град. Навистина има доста проблеми, ние се трудиме секојдневно да ги решаваме, нашите екипи се постојано на терен, присутни се постојано во градот. Јас оваа прилика би искористила, ако дозволите, да упатам еден апел до нашите граѓани, до сите жители кои што живеат во главниот град, малку повеќе да внимаваат околу начинот на оставање на отпадот, дали тоа ќе биде да се јават во нашето комунално предпријатие за да ние извршиме таа услуга, или најдобро е можеби со сопствен превоз да го соберат кабастиот отпад и да го однесат во нашите трансфер центри. Едниот од нив се наоѓа во општина Карпош, позади бензинската пумпа Мак Петрол, а вториот се наоѓа во Вардариште. Како им е згодно, така слободно може да постапат. Доколку не може да се снајдат, затоа што ваквата достава е комплетно бесплатна, тогаш може да се јават во нашето предпријатие на бесплатниот телефонски број 0800 222 33, каде што нашите служби ќе им излезат во пресрет на граѓаните, ќе дојдат со специјални комунални возила и ќе го остават отпадот во трансфер станиците, каде што навистина име место. Друго што сакам да кажам, знаете, заради различниот тип на отпад, луѓето мислат дека се работи само за комунален отпад и честопати се жалат дека контейнерите се преполни. Што се случува реално на терен, затоа што сме тука од внатре ги знаеме работите и нашите екипи се постојано на терен, ни укажуваат дека голем број од граѓаните не се доволно информирани. Така што градежниот шут и кабастиот мебел, кабастиот отпад, се извинувам, не знаат и го оставаат внатре во контейнерите, односно во садовите, во корпите, во кантите, така што доаѓа до преклопување комплетно, до преполнување на садовите за отпад, и потоа кога ќе дојдат следна група на граѓани да го фрлат комуналниот отпад, контейнерот е веќе преполн за многу кратко време. Значи, ние сме вршеле надзор, ние немаме можност никако да казнуваме, заради тоа што немаме такви ингеренции. Тие ингеренции припаѓаат на инспекторатот при градот Скопје. Но нашите екипи, кои што се најчесто екопатроли, патролираат, ги наблюдуваат ситуацијата на теренот, доаѓаат до заклучок дека најголемиот проблем се наоѓа во тоа што не се депонира комуналниот отпад и кабастиот отпад, како и градежниот шут на вистински начин. Она што можеме да согледаме е прво несовесноста на граѓаните. Ние секогаш, еве и новинарите, и јавноста, и граѓаните што буквално
ги користат вашите услуги, секогаш знаеме критички да се осврнеме, меѓутоа совесноста некако не е на најдолно ниво. Несомнено со оно што го кажувате и ние како граѓани гледаме дека многу често оној кабаст отпад, одлагање на кабастиот отпад, можеби ни е најлесно до контейнерот да оставиме нешто од стариот мебел или градешен шут, уште да кажам по-лошо, и така се создава таа лоша слика и навистина неинформираноста како треба да се одлага отпадот, кое му е местото за кабастиот и градежниот шут, каде му е местото за отпадот, комуналниот отпад, каде што секојдневно буквално го собирате. Сето ова вака го кажуваме, меѓутоа надминувањето сепак сметате дека е во едукацијата и во совесноста на граѓаните. Овој процес во делот на заштитата на животната средина и на јавното здравје мора да го сватиме како инклузивен процес. Значи, не може да се прифрли вината само на несовесното постапување на одредена група на граѓани или само на јавното предпријатие. Значи, во таа насока ние се трудиме постојано да бидеме на терен и да вршиме едукации, онаму каде што сметаме дека е најпотребно. Во прв ред тоа е најмладата популација, застапени се нашите екипи, одат во градинките кај најмладите и ги едуцираат како правилно треба да постапуваат со отпад, во основните училишта, во средните училишта, но најчесто одиме и директно на терен и вршиме обука и едукација и разговор со самите граѓани кога ќе забележиме дека некоја појава, дека се појавува веќе црна точка на одредено место, чисто да ги едуцираме и да им укажеме како треба на вистина да постапуваат со отпадот. Ако сме сите совесни, ако сите на вистина си ја сакаме и државата, и градот Скопје, и сакаме да живееме во една чиста, здрава, убава животна средина, преполна со зеленило, мора да постапуваме на вистина совесно. Пак би упатила уште еден апел, доколку можат граѓаните да го депонираат комуналниот отпад во контейнерите, во кантите, нека го прават тоа во одредени временски интервали. За таа цел може да се јават во дежурните служби на комунална хигиена. Најдобро би било тоа да се прави помеѓу 19 часот навечер и 21 часот. А зашто се однесува до кабастиот отпад и до градежниот шут, или сами да обезбедат собствен превоз, бесплатно ќе да го достават до трансфер центрите во Врдареште и во Карпош, или евентуално да се јават на бесплатниот телефонски број. Ние имаме ценовник, таа услуга се наплаќа и ќе завршиме работата најбрзо што може. Така, сепак бидејќи јас пак повторно ќе се осврнам за кабастиот отпад, кој што навистина дава грда слика на градот, а веднаш ќе споменам дека знаеме да бидеме големи критичари и сакаме да е убаво да ни изгледа градот во секој годишно време, тој си е убав на свој начин, тука и јавното предпријатие Паркови зеленило, каде што навистина се грижат за градското зеленило. Меѓутоа, во делот би сакала повторно да повториме дека надминување на таа грда слика со одлагање на градежниот шут покрај контейнерите, не мора да е контейнери, може да е во некои тревни површини, да не го право тоа, бидејќи можеби и инспекторатот не може да стаса, меѓутоа состојбата е таква. Решението сепак мора да се најде во некоја соработка со вас, меѓутоа и да најдеме самите себе крајно решение. Во голем дел од земјите во регионот, најблиското соседство да го земаме за пример, и тоа е регулирано согласно Законот за јавна чистота, исто и кај нас е така регулирано. Меѓутоа, ние, за разлика од останатите како јавно предпријатие, немаме можност да ги санкционираме ваквите појави. И тоа е всушност нашиот најголем проблем, затоа што не постои законска рамка во надлежност на предпријатието, да може да излеземе на терен и сите оние граѓани кои што несовесно постапуваат со отпадот, да ги казниме. Значи, немаме комунална полиција. Можеме само да дојдеме до нив, прекубав разговор, да ги упатиме што треба точно да направат, да ги едуцираме дека тоа што го прават не е во ред, дека го загрозуваат и јавното здравје, и животната средина, и остават една многу неубава и грда слика во градот, и тука завршуваат нашите ингеренции. Се она што треба да се направи во делот на присутноста на терен, едукацијата, разговорот со граѓаните, секако го правиме секојдневно. Еве, имавме една последна акција, да напоменам, оваа недела се одржува во општината Ѓурче Петров, каде што екопатролата заедно со нашите едукатори, кои што
се вработени во ова предпријатие, секојдневно разговараат со граѓаните и веќе мислам дека на тие таргетирани црни точки во општината веќе имаме резултати. Тоа се неколку улици за кои што знаеме дека се проблематични, овие веќе 2-3 дена гледаме дека сликата е малце поина. Еко патролата и заедно со вас и со она што кажавте, многу ми се допаѓа таа идеја за едукација уште од најмали нозе, односно во градинките, училиштата е на ниво на градот, на цел град. Верувам дека оди еко патролата. Да ги покриваме сите општини. Точно, да ги покриваме сите општини. Нема општина во која што не е помината еко патрола, не е констатирано каде се наоѓаат најголемите проблеми, така да ние со тие наши активности понатака ќе продолжиме. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и јас.